која уставен ќе ја одржи следниот четврток. Деталите ги дознаваме од колешката Ивана Соколович-Најдова, ја вклучуваме во живо во овие вести. Ивана, каков е планот за во четврток и кој се ќе присуствува на оваа седница? Да те спрена првиот човек на Уставниот суд Дарко Костадиновски пред малку одржа брифинг со новинарите за подготвителната седница која што е закажана за 20 марта се однесува на Законот за јазиците. Веќе го има првичниот список на оние експерти кои што ќе бидат присутни во Уставниот суд и кои ќе дадат свое мислење околу Законот за јазиците. Потврдено и присуството на подпредседателот на Венецијанската комисија Мартин Кујер, кој што ќе го образложи практично пријателското мислење до предуставните суди и ставот на Венецијанската комисија околу целото законско решение. Потврдено и присуството на Артурс Кучс, судија во Европскиот суд за човекови права, кој што треба да даде и свој осврт за случаи по кои што веќе расправал Европскиот суд за човекови права, кои што имаат слична тематика. Според оној список веќе се познати дел од имињата на македонските експерти, професори, поранешни актуелни суди кои што ќе бидат дел од оваа подготвителна седница. До сега потврдено е присуството на 13 правници и експерти, како што кажав, од оваа материја. Од оние имиња кои што Костадиновски ги потврди, тука ќе бидат поранешната судика Цаца Николовска, првите луѓе на кривичниот суд на апелација Битола. Тука ќе бидат и професорите Борче Давидковски, Прешова, Денис Прешова и голем дел и од универзитетите во Гостивар и Тетово, па од тука и произлезе прашањето до Костадиновски со оглед на тоа дека веќе се познати имињата на дел од оние поканети експерти. Со односот е 7:6 албански експерти повеќе кои што ќе присуствуваат на оваа подготвителна седница. Дали очекува да преовладаат мислењата дека законското решение за законот практично за јазиците може да добие онако од таква нота дека тој е исправен и нема потреба од постапување по уставноста на законското решение. Тој вели дека експертите не се канети по етничка основа, туку како креатори, дел од нив како креатори на самиот устав, дел учесници во потпишувањето на Охридскиот договор, но и стручњаци кои што ќе дадат свој осврт на уставноста на се ова што е предмет на расправа. Според оние познати нешта ќе се разговара по 6 спорени одредби од законското решение за јазиците, по поднесени 12 иницијативи до Уставниот суд, меѓутоа Костадиновски не сакаше да открие што е точно оспорено од законот за јазиците. Како што кажав, познати се веќе имињата, се подготвуваат за оваа прва јавна седница која што ќе се расправа за материјалниот дел на законот за јазиците, односно за уставноста на содржината на самиот закон, бидејќи претходно во 2021 година се расправаше или имаше подготвителна седница за указот со кој што беше прогласен овој закон. Сепак по завршувањето на оваа седница ќе се носи заедничко решение по одржаните две подготвителни седници. Според оние рокови кои што ги даде Костадиновски, тој оптимист дека постапката ќе се заврши брзо и уставните суди ќе носат конечна одлука најдоцна мај или јуни годинава, иако нели оној рок кој што го има судијата известител од 6 месеци да го подготви новиот реферат по оние слушнати ставови на експертите кои што ќе бидат присутни во Скопје. Сепак Костадиновски не исклучува можности за голем број на тензии, би рекла, пред Уставниот суд, иако тој вели дека за сега нема такви најави. Сепак имаат испратено допис до МВР во кој што известуваат за гостите кои што ќе бидат присутни тука и дека доколку полицијата цени дека има потреба да се вклучат поголем број на безбедносни сили овде околу Уставниот суд. Ивана, токму во оваа насока утро во ДУИ пристигна едно ново предупредување до институциите во кое се закануваат практично и со политичка криза ако се оценува уставноста на законот за јазиците. Што велат од партијата на Ахмети и дали на оваа тема имаме став и од Уставниот суд?
Да, Деспина, на 4 години од подпишувањето, донесувањето на законот за езиците, дуе повторно го впери прстот кон институциите, велејќи дека ова, доколку се донесе било каква одлука од Уставниот суд, дека тоа ќе значи упат во поредокот на државата, но и рушење на Охридскиот договор. Во оној допис кој што го испратија до медиумите, од ДУИ велаа дека сметаа дека ова политички мотивирана интервенција не е насочена кон правда и институционален поредок, туку отварање на старите рани од минатото. Велат дека секој обид за оспорување на законот за употреба на јазиците значи оспорување на Охридскиот договор и уставниот поредок на Македонија. Им упатуваме апел на сите државни институции меѓународни кои што ќе дозволат да не дозволат државата да се лизне во патот на ревизионизмот, кој може да биде кој може да биде и да значи политичка и институционална криза во непредвидени последици. Значи, до денеска повторно се заканува со криза, доколку уставните суди донесат било каква одлука во однос на законот за употребата на јазиците. Го прашавме и првиот човек на Уставниот суд, Дарко Костадиновски, што мисли за ваквите закани кои што стигнуваат од Демократската унија за интеграција. Вели дека ова е политичко дивјаштво практично на политичките чинители. Вели дека шаторите не ги поколебале да одлучуваат по ваквите иницијативи кои што се стигнати пред Уставниот суд, но им апелираше да не ги користат овие иницијативи за добивање на политички поени кај граѓаните, а им порачи на граѓаните да не дозволат да бидат практично манипулирани од политичката елита. Деспина, ова се накратко, значи, оние сите клучни забелешки кои што ги изнесе Костадиновски во однос на подготвителната седница за 20 март. Познати се дел од учесниците, ги слушнавме реакциите и нивните очекувања дека конечната одлука може да се очекува најдоцна до јуни. Ивана, благодарам за сите овие информации, секако детален извештај пренесувам и во вестите во